Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележаа денот ги донесуваме веднаш по најавите. Останете со нас. Премиерот Никола Груевски оствари средба со својот кинески колега Кечи Јанг Ли. Од денеска во Министерството за транспорт и врски можат да се подигнат бесплатни проекти за изградба на куќи. Светиниколчани излегува да ги споделат своите идеи за изработка на изборната програма на ВМРО-ДПМН за предвремените парламентарни избори. Премиерот Никола Груевски оствари средба со неговиот кинески колега, премиерот Кечи Јанг Ли. На средбата беа представени подготвеноста и интересот на македонската влада за 6 нови заеднички проекти, кои би се реализирале како резултат на взаемна соработка помеѓу двете земји. Позитивен развој на односите на Република Македонија и Народна Република Кина. Ова е заклучокот од средбата која денеска во Пекинг имаше премиерот Никола Груевски со неговиот кинески колега, премиерот Кечи Јанг Ли. Премиерот го афирмираше интересот и подготвеноста на македонската влада за 6 нови заеднички проекти, кои би се реализирале во Република Македонија како резултат на взаемна соработка. Предложивме нови конкретни проекти за соработка од повеќе области. Неколку од нив од областа на енергетиката, од областа на градежништвото и од други области. Врачивме 6 конкретни проекти ставени на хартија со добра анализа, со сите најпотребни информации, со цел тие да ги изанализираат пред да не контактираат повратно. Образложувајќи ги поволните услови за водење бизнис, поволниот даночен пакет, реформите кои се превземаат и можностите кои им стојат на располагање на компаниите, премиерот Груевски нагласи дека кинеските компании се добре дојдени да инвестираат во Македонија. Можам да кажам дека средбата беше успешна, средбата беше значајна за нас. Може од оваа средба да излезат многу нови соработки, многу нови проекти. И ние ќе продолжиме со нив да комуницираме по сите овие проекти и по сите други идеи кои што може да бидат добри за подвобочување на нашата економска соработка со Народна Република Кина. Премиерот Кечи Јанг Ли посочи дека Народна Република Кина е заинтересирана за и ја поддржува соработката со Македонија. Во моментов таа е највидлива во изградбата на двете автопатски делници Миладиновци Штип и Кичево Охрид. Заменскиот заменик министер за внатрешни работи Митко Чавков побара од техничкиот министер Спасовски Министерството за внатрешни работи да спроведе истрага и да го расветли случајот со 105 фалсификувани лични карти. Случајот со 105 фалсификувани лични карти веднаш да го расветли техничкиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. Ова го побара дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Митко Чавков. Гостувајќи на Радио Слободна Македонија во емисијата Круг, тој вели: во МВР има професионалци кои можат многу брзо да го решат проблемот, само доколку Спасовски тоа го посака. Министер за внатрешни работи има високи професионалци кои сум сигурен дека ќе спроведат темелна истрага за овој случај. Тие се на располагање на господин Спасовски и јас очекувам за еден таков случај кој што сметам дека не е комплициран за расчистување, може да се расчисти за многу краток временски период. Ќе ви кажем и зашто. Ајде да тргнеме сега од тоа информацијата како е проследена. Самото проследување на информацијата, најава во Фокус, па напис во Фокус, па пријава, односно интервју на медиум, па пријава во полиција. Ние имаме развиено стандарди и процедури за проценка на информации, на извор на информации и за проценка на содржина на информација. Но тоа ќе го оставам на експертите кои што претпоставам дека ќе го имат во предвид и тоа. Како и да е, овој груп фалсификат многу лесно и едноставно може да се расчисти и според мене не повеќе од 5 дена е потребно за да се расчисти овој случај. Позицијата на Спасовски одговорна, вели дополнителниот заменик министер Чавков, и тој мора да допринесе да се остават службите да ја вршат својата работа без нивно вовлекување во дневна политика.
Мислам дека одговорноста е најголема кај господинот Спасовски на тој план, колку ќе успее да го заштити Министерството од контаминација со такви дневно-политички случувања или активности, тоа ќе биде негова одговорност. Дотолку повеќе што еве и неговите советници кои што ги донесе мора да имаат во предвид дека имаат работа со високи професионалци, но се сомневам дека ќе успеат во тоа до крај да го изменаџираат од причина што еве некои од неговите советници се пројавува во изминатиот временски период како представници на организаторот на протестите на Социјалдемократскиот сојуз во пријавувањето на настаните во СВР Скопје, така да сега тие треба со професионалците да работат и да координираат, така да доста нелогични работи има, но одговорноста е на нивна страна. Чавков напоменува дека анализите кои досега ги имаат направено меѓународни институции покажуваат дека МВР има добри резултати кога станува збор за справување со предизвиците, но тој се сомнева дека така ќе остане и во иднина. Јас, еве, како човек кој што долго години работи во Министерството за внатрешни работи, гледам дека нема интерес за тие приоритети. Приоритети кои се тероризам, организиран криминал, транснационален организиран криминал, корупција. Гледаме дека сите активности во моментот или во овие 2 недели се сведуваат на отварање или благо отварање, координирано отварање на одредени случаи. Чавков, гостувајќи на Радио Слободна Македонија во емисијата Круг, напоменува дека полициски службени лица се активно вклучени во справување на проблемот со мигрантите. Граѓаните кои сакаат да изградат куќа можат да добијат бесплатни проекти за изградба од Министерството за транспорт и врски. Со оваа владина мерка се овозможува субвенционирање од 900 до 2000 евра. Бесплатни проекти за изградба на куќа од денеска може да се подигнат од Министерството за транспорт и врски. Со владината мерка се овозможува субвенционирање од 900 до 2000 евра преку обезбедување бесплатен проект за изградба на објекти за домување. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски потенцираше дека проект ќе добие секој кој е заинтересиран и нема ограничување на локацијата за градење. Преку јавен конкурс Министерството за транспорт и врски избра идејни решенија со изработен проект за 6 типа на објекти за индивидуално домување со различна површина. Се работи за готови изработени проекти за куќи кои се вметнати сите фази за изградбата, и тоа статика, електрика, машинство и противпожарна заштита. Проектите се за изградба на индивидуални куќи со површина од 60 метри квадратни, 80, 100, 120 метри квадратни, 150 и 180 метри квадратни. Покрај намалување на трошоците за градење, со оваа мерка ќе се намалат роковите за вадење одобрение за градење од причина што проектот е веќе познат на општината, што го издава одобрението за градење. Тоа значи дека секој што сака да гради куќа, на пример од овој тип, ќе може од Министерството за транспорт и врски да подигне готов проект и со истиот да поднесе барање за одобрение за градење. Единствено, инвеститорот ќе треба да изготви геодетски елаборат. Со овој проект граѓаните ќе имаат можност да изградат куќа низ целата држава, а да добијат бесплатни проекти. Ревизијата на проектите за куќите што е побарало Министерството за транспорт и врски покажала дека се направени согласно сите градежни стандарди и параметри. Светиниколчани ги дадоа своите идеи за изработка на изборната програма на ВМРО-ДПМН за предвремените парламентарни избори. Тие со различни идеи и потреби, но со една цел – подобрување на условите за живот во општината. Светиниколчани денес излегува да ги споделат своите идеи по повикот на ВМРО-ДПМН. Целта и на овој отворен ден е заедно со граѓаните да започне процесот на создавање на новата изборна програма. Ваквиот начин на прибирање на идеи за ВМРО-ДПМН не е нов. Традиционално пред секои избори, партијата преку отворени денови заедно со граѓаните ја подготвуваат изборната програма. За да се допре до секој граѓанин, единствениот начин за да се имплементира тоа е она што ќе го напишат граѓаните да го преточите во програма, а после да го реализирате во дела. Јас како градоначалник од редовите на ВМРО-ДПМН, која е демохристијанска партија од народните партии, значи многу ми е драго што проектите
предлозите, идеите кои што доаѓаат од граѓаните се инкорпорираат во програма, а таа програма после се реализира под добивањето на легитимитетот кој што го добиваат на непосредни парламентарни и локални избори кои што ги се спроведуваат. И овој пат, несомнено, граѓаните масовно излегуваат, ги даваат своите идеи. За председателот на Општинскиот комитет Александар Арсов, реализацијата на 17 проекти директно произлезени од идеите на граѓаните се доволна мотивација граѓаните повторно да излезат и да ги споделат своите идеи. Ние како и секогаш остануваме блиско до граѓаните, бидејќи тој е рецептот како да се остане на власт. Значи, власта се добива со доверба од граѓаните и со идеја од граѓаните. Ние сериозно пристапуваме кон таа активност и како и претходните години, така и оваа година сите идеи од граѓаните на општина Свети Николе ќе бидат собрани на ова место, ќе бидат инкорпорирани во програмата како што претходно беше најавено, сите оние идеи кои што ќе бидат реално издржани, реално остварливи. Во секој случај гласот на граѓанинот мора да биде слушнат. Она што за Свети Николчани е значајно е тоа што подеднакво се вклучени и младите. Видов дека денес голем дел од младите ја запишаа својата идеја. А тоа е всушност и факт дека младите не почитуваат. Младите го почитуваат ВМРО ДПМН, ја почитуваат политиката на ВМРО ДПМН, а верувате дека и ВМРО ДПМН ќе испочитува младите. Различни идеи, различни потреби, но целта заедничка за сите – подобрување на условите за живот во општина Свети Николе. Сакам да се забрза системот за наводнување за село Немањици, Ранчинци и Мичкоевци. Отварање на УФЦ клуб за да се отренат младите од некои работи кои што не треба, значи да се префрлат на тренинзи, здрав живот. Изградба на базен, подобрување на патната структура, значи асфалтирање на патиштата и изградба на хотел. Оваа година мотото на партијата е "Верувај во својата идеја, заедно пишуваме иднина". Црквата Света Богородица во Демиркапија се заштитува од атмосферски влијанија со изградба на подпорен зид. Градежните работи се изведуваат со средства од буџетот на општината. Со изградба на подпорен зид, општина Демиркапија работи на заштита на црквата Света Богородица со цел заштитување од атмосферски влијанија. Со изградбата на трпезарија, крстилница и капела, црквата била под влијание на влага. Со реконструкцијата од страната и оштетената бетонска кошулица на плочата пред објектот, пошто е поставена хидроизолација и бетонска армирана кошулица во површина од 320 метри квадратни. Градежните работи се изведуваат од средства обезбедени од буџетот на општина Демиркапија. Комплетната реконструкција ќе придонесе за заштита на црквата, но и за подобро одржување и користење на објектот. Во рамки на проектот за меѓуетничка интеграција, прводеленците од Основното општинско училиште Блаже Коневски и Рајко Жензифов учат како да постапат во случај на пожар и како да се заштитат себе и општествената средина. Прводеленците од Основното училиште Блаже Коневски и Рајко Жензифов од Оризари оствари едукативна средба и ги посетија пожарникарите на нивното работно место. Во просториите на територијалната противпожарна единица, тие учеа за професијата пожарникар, како да повикаат помош во случај на пожар, но и да ракуваат со противпожарен апарат. Овие превентивни активности се од голема важност за немалите ученици, кои освен од своите родители и наставници, добиваат и стручни совети како да постапат во случај на евентуален пожар. Ова што денес го покажаа пожарникарите, ќе им покаже уште толку на нашите мали дечиња да носат низ животот дека заедно сме посилни. И во гасењето на пожарот, и во било која опасност со која што можат да се соочат и во домот и во училиштето. Противпожарната единица во континуитет одржува едукативни средби со граѓани и институции со цел да придонесе во поголема заштита на општествената средина. Денешната средба е прилика на младите да го запознаат и токму пожарникарството да го изберат како нивна идна професија. Им презентиравме на учениците каков еден работен ден на еден пожарникар, кои се активностите и кои се дел од слободните активности, каде што им презентиравме и на учителките како би се вршело гасење со апарат и сето тоа за да бидат и они дел при заштита на овие ученици кога се во училиштето, а и самите деца да знаат кои работи не треба да ги работат, кои треба да ги работат, што ќе им ги пренесат на своите родители, иако се повозрасни, можеби има нешто ново што ќе имаат сознание. Посетата на територијалната противпожарна единица е дел од проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Преку заеднички активности се промовира еднаквоста, рамноправноста и соживотот во заедницата. Проектот вклучува во себе голем дел на подрачје од мултикултурно учење,
Денес ние го промовираме токму подрачјето намалување на дискриминацијата, разликоста, стереотипите. Тоест им покажуваме на овие мали дечиња, првооделенчиња, уште од најмала возраст, дека сите сме исти, дека нема разлика помеѓу децата и помеѓу луѓето, без разлика на нивното име, јазик, вера, националност. Преку различните проекти за меѓуетничка интеграција, младите генерации учат и за народностите, различните религии, храна, фолклор и традиција. Презентирана соработката помеѓу основното училиште Тоде Хаджи Тефов во Кавадарци и партнер училиштето Бајрам Шабани од општина Сарај. Со помош на проектот за меѓуетничко образование, училиштата од различна етничка припадност успешно соработуваат и имаат добри резултати. Во основното училиште Тоде Хаджи Тефов во Кавадарци беа презентирани заеднички проекти во соработка со партнер училиштето Бајрам Шабани од општина Сарај. Воедно при оваа презентација беше промовирана и реконструираната училишна ограда, а и доградените жардинјери во училиштиот двор. Заеднички проект на општина Кавадарци во соработка со УСАИД и амбасадата на САД во Република Македонија. Училиштето Тоде Хаджи Тефов ќе биде предмет на дополнителна реконструкција за да ga доведеме состојбата до крај. Во наредниот период, бидејќи тендерот во месец декември ќе биде завршен, ќе го имаме и изведувачот на работите за кровната конструкција и за парното грејење во ова училиште, со што постоечката состојба мислам дека ќе ја доведеме до максимум. На свеченоста присуствуваше и мајор Доно Николс, представник на Европската команда на армијата на САД. Со нивна финансиска помош, досега во Македонија успешно се помогнати над 40 училишта, нагласи таа. Со помош на проектот за меѓуетничко образование, училиштата од различна етничка припадност успешно соработуваат и имаат добри резултати. Завршувањето на месец ноември го означува и крајот на мовембер, месец посветен на грижата на машкото здравје. Со донаторски симпозиум во ПАП ќе се означи крај на оваа акција, а очекувањата се да се надмине минатогодишниот симпозиум. Мустаки забава дружење донација е само дел од она што ќе се случува во сабота во ПАП. Завршувањето на месец ноември го означува и крајот на мовембер, месец посветен на грижата на машкото здравје. Голем дел од велешени со цел подигнување на свеста од потребата да се посети доктор Пуштија Бркови, а во сабота во ПАП ќе бидат избрани најдобрите и најлошите. Ќе има избор за најдобар и најлош брк, односно за wannabe брк и за timeless брк. Ќе има аукции, ќе се наддава, ќе се донираат средства. Така да веруваме и со оглед на досегашното искуство, како претходните 2 години, дека и оваа година ќе пред се добро ќе се завуваме. Очекувањата се да се надмине минатогодишниот донаторски симпозиум. Овој месец посветен на машкото здравје е пред се месец на собирање донации, кои подоцна ќе бидат уплатени во Светската организација на мовембар. Во ПАП ќе имаат можност сите оние кои сакаат да допринесат за подигнувањето на свеста кај машките за грижа за нивното здравје да донираат одредени средства. Оваа година ги надминавме претходните две и до сега. Значи со продажбата на маиците кои веќе активно се продаваат овдека во ПАП и нема уште некој голем број, така да ако некој случајно не стигнал до маица, до сабота ќе има шанса за тоа. Исто така се продаваат овдека во ПАП и значки со логото на Мовембар Велес. Средствата исто така и од значките се донираат, нели? Веќе 3 години овој месец е посветен на посилниот пол. Джентламините со промена во изгледот успешно ја пренесуваат пораката за подигнување на свеста за машките болести. Издадени околу 280.000 потврди за азил. Апелациониот суд во Скопје, основните судови во Радови Шиберово добија нови председатели. Ова се вестите од Македонија. Лилјана Ивановска-Шопова, Константин Петров и Емилија Бурик-Прошава се избрани од Судскиот совет на Република Македонија за председатели на 3 судови. Шопова е избрана за председател на Апелациониот суд Скопје, Петров за председател на Основниот суд Радовиш, додека пак Прошава ќе го води Основниот суд Берово.
Овие кандидати кои ги исполнуваат условите и критериумите утврдени со Закон за судовите, се избрани на транспарентен начин во постапка и на начин утврден во Законот и деловникот за работа на СС. Во денешното соопштение е наведено дека избраните председатели, покрај основните критериуми во последните години, се оценети со највисока позитивна оценка и во однос на другите кандидати, имаат најголем број на бодови. Членовите на Советот се надеваат дека избраните председатели ќе ја оправдаат довербата која им е укажана. Вкупно 281.575 потврди се издадени од 19.6.2015 година до вчера. Од нив 63.571 се од машки пол, 43.697 се од женски, 59.220 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, додека 15.087 се деца кои патуваат без родител. Лицата од Сирија се најбројни со 169.838 издадени потврди, а веднаш по неа следуваат мигранти од Авганистан, Ирак, Иран, Пакистан и други. Во текот на вчерашниот ден не се поднесени барања за право на азил до секторот за азил, врз основа на претходно издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на правото на азил. Од започнувањето на издавањето на потврдите до 25.11.2015 година, до секторот за азил се поднесени 80 барања за признавање на правото на азил, врз основа на претходно издадена потврда, при што најбројни се барањата од државјани на Сирија. Студентите кои ќе се запишат на некој од 100 најдобри универзитети во светот ќе добијат стипендии. Државата ќе покрива најмногу до $40,000 на годишно ниво, месечен паричен надомест и трошоците за превоз. Би сакал да апелирам до сите заинтересирани студенти кои што планирале или оние кои што се уште не планирале, а ова ќе го видат како своја можност, да ги подготват своите документи за апликација, бидејќи условот е тие да бидат примени на еден од овие универзитети, а потоа да ги достават кај нас, да ја достават кај нас потврдата дека се примени, а владата, односно Република Македонија, да продолжи да го финансира нивното стипендирање. Сите заинтересирани студенти треба да ги подготват документите и да аплицираат за стипендија што ја обезбедува владата на Република Македонија. Условот кој студентите треба да го исполнуваат е да бидат примени на универзитетот во странство и потврдата за тоа да се приложи во Министерството за образование и наука. Огласот трае до 1 септември 2016 година. Турскиот премиер пред членовите на неговата партија откри дека лично тој ја дал наредбата за соборување на рускиот авион. Државјанка на Србија, следбеник на ИСИЛ, убиена во Босна и Херцеговина. Вести од светот. Турскиот премиер Ахмед Давутоглу, пред членовите на неговата партија АКП, откри дека лично тој ја дал наредбата за соборување на рускиот авион кој наводно влегол во турскиот воздушен простор. Рускиот авион 10 пати во интервал од 5 минути бил предупредуван да се трне од просторот, пошто ова предупредување било игнорирано, пренесува турски Хаберлер, кој воено објави и видео снимка од признанието. Давутоглу изјави дека нападот врз рускиот авион бил изведен по негова наредба, иако не сакале тоа да се случи. Тој вели дека Турција има право да си ја брани својата граница. Оваа изјава тој ја дал на состанокот на партијата и дополни дека оваа одлука е донесена во согласно со правата и должностите на државниците кон државата. Турција е пријател на Русија и Анкара не сака да ја прекине комуникацијата со Москва, но мора да го штити својот воздушен простор, вели Давутоглу. Вчера во Босна и Херцеговина уапсена е Еџа, 21 година, државјанка на Србија, следбеник на ИСИЛ, која била добро тренирана за самоубиствени напади и е подготвена да изведе терористички напади со своите истомисленици. Блиц пишува дека задачата на оваа девојка била да собира податоци, како и да вклучува други жени во редовите на ИСИЛ. Според податоците на српските безбедности служби, Еџа се споменува и како најблизок соработник на радикалниот вехабистички лидер од Горна Маоча.
Металург го надигра тимот на Борец со 32:17. Работнички Хоризонт Турново со една нога во полуфиналето. Вест издржа само една четвртина. МЗТ се врати на врвот. Домашен спорт. Во Автокоманда се одигра одложената средба од седмото коло, во која Металург го надигра тимот на Борец од Велес, победувајќи го со резултат од 32:17. Велешани тешко доаѓаа до можност за удар кон голот на Металург и минаа цели 10 минути пред Вуковиќ за прв пат да ја изведи топката од својот гол. Металург беше подобриот противник и во вториот дел, па разликата брзо се искачи на плюс 12, односно 21:9. Потоа дојде период на нешто порамноправна игра, за на крајот средбата Металург-Борец да заврши со разлика од 15 голови. Се одигра првите надпревари од четвртфиналето од фудбалскиот куп на Македонија. Со една нога во полуфиналето е Работнички со 3:0 дома против Силекс, а уште поблиску до следната фаза е Хоризонт Турново, кој како гостин славеше со 2:4 кај Македонија Ѓорче Петров. На последниот трет дуел резимираат тимовите на Младост Царев двор и Брегалница Штип. Останува да се одигра уште мечот Шкендија Вардар како најинтересен од сите пресметки. Напомена дека овој дуел е од висок ризик, информираат и од ФФМ. МЗТ Скопје беше апсолутен фаворит пред одигрувањето на последниот надпревар од седмото коло во Македонската кошаркарска лига. Тоа го докажа гостувањето кај Бест. Новакот во најсилната лига имаше сили да се носи само во првите 8 минути, по кои имаше и минимално водство, но сепак МЗТ експресно ги врати работите на свое место уште до крајот на првиот период, по кој имаше позитива од 6 поени, 26:20. Со оваа победа МЗТ стигна до биланс од 6:1 во домашниот шампионат и повторно се врати на врвот каде друштво му прави тимот на Карпош Соколи. Јувентус подобар од Сити, Юнајтед само до реми против Ајндховен, Барселона со рекорд на 37 победа во низа. Со 26 порази во низа, Филаделфија пак со неславен рекорд во НБА. Меѓународен спорт. Екипата на Јувентус го совлада Манчестер Сити со погодокот на Марио Манџукик во дербито на синокешните дуели од петото коло во фудбалската лига на шампиони. Изненадување на вечерта е нерешениот исход на средбата Манчестер Юнајтед ПСВ Ајндховен, пошто неизвестно е поминувањето на англискиот великан во следната фаза. По одиграните 8 дуели од предпоследното коло, бројот на екипи со обезбедено учество во нокаут рундата е 9. На коло до крајот на групната фаза 8 финалисти во Лигата на шампиони се Реал Мадрид, ПСЖ, Атлетико Мадрид, Бенфика, Јувентус, Манчестер Сити, Барселона, Бајер Мюнхен и Зенит. Екипата за која настапува македонскиот ракометар Кире Лазаров синоќа на теренот на лутиот ривал Адемар Леон ја запиша 73-та победа по ред и постави нов рекорд по бројот на последователни победи во првенството на оваа земја, надминувајќи ги 72-те победи во серијата на Гранјолерс, остварени уште пред повеќе од 20 години. Лазаров одигра одличен надпревар во историската победа на Барселона со 12 реализации од 14 обиди. Следен предизвик за Лазаров и соиграчите е средбата внедела во Копенхаген против Колдинг во Лигата на шампионите. Филаделфија влезе во историјата на американскиот професионален спорт со негативен рекорд од 26 порази во низа, сметајќи ги загубените дуели од крајот на минатата сезона. НБА тимот од Пенсилванија ноќеска загуби од Бостон со 84:80 и се изедначи со најлошото достигнување на НФЛ тимот Тампа Беј Баканирс од сезоната 1976-77 година. Воедно во Филаделфија ова беше 16-ти пораз од почетокот на новата сезона, а по лош старт во една сезона има само Нью Џерси Нетс кој изнесува 18 загубени средби.
Денес имавме претежно облачно време. Во текот на ноќта можни се врнежи од дожд. Еве какво време не очекува утре. Благодарам на вниманието, почитувани. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно.